Добар ден, почитувани гледачи. Ова е 420-та емисија на македонско издание, која ве информира за најновите информации од македонската комуна во Торонто и која ве забавува со нашиот македонски мелос. Македонско издание, како што веќе знаете, се емитува на нашиот сајт www.macedonianedition.tv, каде што можете да ја гледате емисијава во вашето слободно време. Македонско издание продолжува да ја представува македонската комуна од Торонто на нашиот вебсайт со професионално обработени содржини и прилози кои, како што ни велите вие, секогаш го задржуваат вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша програма, и денеска повторно сакам да ви се заблагодарам што одлучивте да ја следите емисијава. Емисијата Македонско издание од своето прво емитување на 4 октомври 1998 година имаше и се уште има за цел да ги покрива настаните во нашата комуна во Онтарио, кои ја промовираат македонската култура и традиција. Во исто време, во емисијата Македонско издание емитуваме интервјуа со интересни личности и во оваа емисија ви го представуваме директорот на Агенцијата за иселеништво Никола Шалваринов. Ова интервју го снимивме при нашата неодамнешна посета на Македонија. Па да го проследиме. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Почитувани гледачи, разговараме со директорот на Агенцијата за иселеништво во нашата земја, господинот Никола Шалваринов. Дојдени сме овде, еве да ја посетиме агенцијата и да се запознаеме повторно со улогата на оваа значајна институција. Кажете ни кои се сите иницијативи кои што вашата агенција ги превзема годишно? Добар ден. Благодарам на честа што ми направивте да дојдете да се запознаеме и да представите и мене и агенцијата сега во новиот стил на менаџирање и новото светло. Нашите задолженија се мощно општи, можеме да кажеме. Ние сме единствениот државен орган кој е строго задолжен за потребите на иселеништвото. Така да ние друга работа немаме. Со други зборови, што значи тоа? Тоа значи дека ние све што е потребно на вас како иселеници сме должни да го задоволиме, исполниме, решиме. Главните начела кои што се запишани во задолженијата на агенцијата се одржување на култура, идентитет и јазик во иселеништво, информирање за настани од државата и од иселеништво кон државата, правна помош во однос на документација потреби од Република Северна Македонија за потребите на иселениците. Дали е тоа комуникација со државни органи за потребите, дали е прашање одговори, дали се економски потреби за инвестиции и така натака, ние се обидуваме да излеземе во пресред, доколку не можеме ние да го решиме тоа, бараме помош од други институции кои што се надлежни за тој проблем. Како е различна вашата ингеренција во однос на иселениците и диаспората од Министерството за диаспора? Кабинетот на министерот задолжен за диаспора, господинот Едмон Андеми, има, како да кажам, политичка функција. Значи, неговата е хоризонтална функција која што ги координира сите органи кои што имаат некакви задолженија во однос на иселеништвото, тоест диаспората, воедно и нас. Ние сме повеќе на оперативно ниво функционираме, каде што сите средства што ги има на агенцијата, целиот кадар, значи сите сме за конкретни работи што ги работиме, што ги правиме за иселениците. Под моето менаџирање, бидејќи увидов дека нема доволно средства за да опфатиме таа широка тема, се нормално во консултација со колегите се одлучивме да се концентрираме на изучувањето на мајчиниот јазик кај нашите иселеници и мислим, мојот став беше дека
бидејќи немаме доволно средства за све, да се концентрираме на едно нешто за време на мојот мандат да го завршиме до крај, да ги увидиме проблемите првин, што е многу важно, и да ги решиме. Во тој контекст имаме голем дел, голем обем на активности, како што се летните школи, како што се конференциите за наставници кои што работат во иселеништво, како што е финализирање и комплетирање на една целосна литература за изучување на мајчиниот јазик во иселеништво, тоест македонскиот и албанскиот сега за сега, додека во иднина планираме, кога ќе ја комплетираме таа литература, да продолжиме и со другите јазици кои што за среќа ги уживаме нашите малцинства во државата. Во тој контекст, значи, почнавме со една сликовница, па продолжуваме со буквар, прва фаза, втора фаза, трета фаза. Со тоа ќе ја комплетираме литературата. Нормално соработуваме со многу печатници во државата кои што ни донираат, купуваме и така натака лектири, тоа што ги даваме нормално до иселениците. Како и што оваа година правиме апликација за Android, тоест во форма на игра. Значи тоа ќе биде една апликација со поголем број на игри преку кои ќе се изучува јазикот. Идејата позади тоа е да им го зачиниме животот на нашите деца, да ги натераме преку играта да се заинтересираат за јазикот и надежта е со тоа да продолжат да го изучуваат цел живот и кога ќе дојдат втората, третата, четвртата генерација на иселеници, на деца во иселеништво, да имаат интерес кон јазикот и да знаат барем нешто. Бидејќи како што гледаме имаме ние голем проблем со асимилација посебно во таа далечна диаспора, но веќе има и симптоми во таа европска диаспора. И е голем проблем за нашата, не само за нашата држава, туку општо бидејќи се преку губењето на јазикот се губи идентитетот. Сите овие програми звучат одлично. На каков начин го вршите вашиот пиар? Односно, како сознаваат нашите одговорни лица кои што работат со деца за да учат македонски јазик во диаспората, како ги сознаваат и како можат да имаат достап до вашите сервиси? Да, тоа беше еден од проблемите кои што ги видов кога дојдов во агенцијата, многу слаба комуникација со јавноста. Посебно во државата многу малку луѓе знаат дека постои агенцијата и за што е задолжена, за што правиме конкретни чекори, веќе имаме конкретни успеси да го поправиме тоа. А како што знаете вие, значи иселениците наши сите имаат фамилии во државата, они комуницираат така да ако не знаат луѓето тука, најверојатно тие што не се во здруженија кои што комуницираат со нас често, значи обичните луѓе кои што не се формирани во некои здруженија, организации така натака, не знаат за нас и тоа ние што го нудиме, што е голема загуба за нас како држава и мораме да работиме на тоа. Конкретно работиме, значи веќе се реформира до некаде агенцијата, каде што функционираме многу повеќе по социјални медиуми, ги користиме сите расположливи средства, дали е BTL, дали е ATL, дали е герила маркетинг. И пополека, нормално во однос на средствата што ги имаме расположливи, се правиме труд да не запознаат како и надвор, така и внатре, се со цел да има поголема, како што кажавте вие, поголемо информирање на нашите активности и кон иселениците и кон дома за да има подобра соработка и подобра комуникација. Спомнавте летен камп. Конкретно сега ова лето 2019-та, каков беше тој комуникационен однос воспоставен со диаспората или младите од диаспората кои што можда дојдоа на овие програми? Само што заврши летната школа по мајчин јазик, тоа беше едно прекрасно нешто. Знаете кој е најубавиот дел? За мене. За мене најубавиот дел е дека имаме деца од цел свет. Од Германија, од Швајцарија, од Австралија, од секаде. Јазикот на комуникација не е ниту англиски, ниту германски, туку е македонскиот. Значи, тоа е јазикот со кој што комуницираат децата, бидејќи различно не може да се разберат. Голема предност е, значи веќе ние обезбедивме средства за 30 деца, ама со добра работа и се вклучија 50 деца. Ние тоа малце не беше проблем, но го решивме. Многу се популарни летните школи, таму има огромно дружење, значи целосна програма имаме. Имаме посети на историски знаменитости, имаме
театарски представи, музика, караоке вечери и децата се воодушевени. Тоа што јас се надевам, тоа што ќе остане од овие летни школи покрај изучувањето на јазикот е дека другарствата ќе опстанат и они како деца на македонци од цел свет ќе продолжат да се дружат. Денеска е многу полесно со тие вибери, со фејсбуци и така натака. Многу е полесно да продолжат да комуницираат. И исто така многу се надевам дека првиот впечаток, значи тоа што ќе им остане како добро сеќавање, добар спомен, ќе им биде баш таа летна школа и они поради тој добар спомен ќе продолжат да доаѓаат во Охрид и во државата. За следната година, еве да кажеме, како можат да аплицираат младите и од која до која возраст е, значи, тој ранг на млади студенти и дали тоа нешто ги чини? Добро. Ние пуштаме конкурс. Значи официјално на веб страната, на Facebook страната на сите наши медиуми и пуштаме исто така известување мејл до сите организации кои што ги имаме во нашата датабаза. Така да мејлот е јавен доколку има некоја посебна комуникација, еве сега правам апел да ни пратат мејлови за комуникација, ние да ги внесеме во датабазата и да пуштаме сите информации што ги имаме за во иднина. Возраста е од 12 до 16 години. Значи оваа година имаме два кампа, едниот е кампот по мајчин јазик, вториот е спортски камп за дружење од децата од иселеништво, каде правиме комуникација помеѓу, тоа е во Струга, првиот е во Охрид, вториот е во Струга. Правиме комуникација помеѓу спортските тимови во градот со нашите иселеници, ќе има еден ден за спорт, еден ден ракомет, еден ден фудбал, еден ден кошарка. Од 12 до 16, како што кажав, трошок нема, освен да ги донесат децата. Значи, ние ги покриваме сите трошоци што се тамо, хотелско сместување, храна, целата програма, додека родителите мора да ги донесат деца. Сакам да дадам еден апел, ако може, до сите наши иселеници, колку и што и да правиме ние во однос на поддршка за изучување на јазикот. Значи, праќаме наставници, правиме литератури, апликации, што не. Значи, ставаме книги за бесплатно. Све е тоа бесплатно, све е на нашата веб страна и све е бесплатно. Доколку самите родители. Значи, они се најважната карика. Они се најважната алка која што ќе ги натера децата да учат. Ние можеме само да помогнеме. Така да, еден апел, ги замолувам родителите од целиот свет што ја гледаат вашата програма, да се ангажираат да учат македонски децата. Да се ангажираат да ги учат, бидејќи само преку тоа ние можеме да опстоиме како нација. Како што знаете, ние сме повеќе надвор од колку внатре. Мора да го држиме јазикот. Јазикот е првиот чекор кон одржување на идентитетот. И секако да ги запишуваат децата на овие програми, затоа што најефикасно учење на јазикот е ако соодветната особа се наоѓа во средината каде што се зборува, како што е кај нас во нашава земја. Да, значи слободно аплицирајте, нашите услуги ви се на располагање. Поради популарноста оваа година, следната година ќе го дуплираме бројот на деца. Така да пратете не, видете кога ќе ги пуштиме огласите, слободно аплицирајте, бидејќи оваа година беше случајот после 15 дена веќе да се исполнете местата. Така да, слободно. Ви благодарам многу и успешна и понатамошна работа на оваа агенција која што вие ја водите, еве, веќе 2 години, повеќе од 2 години. Ви благодарам многу. Поздрав до Канада и до сите иселеници и чест ми беше што ве запознав. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега да продолжиме со една музичка номера.
Во оваа емисија исто така сакаме да ви прикажеме дел од снимениот материјал од Македонскиот филмски фестивал, кој што се одржа по 13 пат оваа година во Торонто, во Карлтон Синема. Почитувани гледачи, чест ни е да разговараме со господјата Вирџинија Еванс, која што по 14 пат го води Македонскиот филмски фестивал овде во Торонто. Ginny, how was this time? This is the first time we were sold out. Yes, it is, and it's always been my dream that we do have a sellout. And that sellout to me means that we turn people away. That's a sellout, where you are trying to fill empty seats, and just like at Toronto International Film Festival or any other film festival, and we did it. And we did it with Honeyland. We did it with Honeyland that has been screened in Toronto several times for a week, 2 weeks down at Hot Docs, at TIFF Lightbox, and yet our Macedonian community came together and said, this film is important. This film is going to be submitted by Macedonia as their submission for the best foreign film to the Oscars. Has won multiple awards across the globe, and that it was important for our community to come together and see this film. There were some other films as well. What would you tell us about some of those? Well, we had a wonderful other film, which was God Exists, and her name is Petrunia, and we had a wonderful turnout for the opening night. Not quite a full house, but we're kind of close. And of course, we had a flurry of people buying tickets for not only the film, but also the party afterwards, which was wonderful. And they just embraced that whole idea. They loved it, and that means that it was like, come to the film, go to the party afterwards. And this is something that the Macedonians, I think, in the community like to do, and I think that they'll be doing it more in the future. And again, we're coming back to Honeyland. After the film was presented, you had a special event. Yes, it's interesting. I have a neighbor who is a beekeeper, and I also read in some of the interviews of the two directors that they thought it was a wonderful idea in some of the screenings that they had, that they had a honey tasting. And so that's what we're going to have when these people come out of their watching this lovely film. We're the Beekeeper Association, Toronto Beekeepers Association, and my neighbor and her friend are going to be here in the lobby, and people will be able to taste various honeys. Unfortunately, we don't have any Macedonian honey, but we don't have any honey from the characters, wild honey, but it would be lovely sometimes to have it. Virginia, thank you very much for this short interview and for all these years that you put your brain, your effort, your power to bring Macedonian cinematography here in Toronto. Thank you. It's my pleasure. Hi guys, we're here at the Macedonian Film Festival, 14th year, 2019. My name's Connie Arnoni Belchevsky, or the other way around. We have Daria today, and she's been one of our volunteers. She's going to help us pick the ballots. We have 6 prizes to give away, so each basket will have its own draw. So here you go. Perfect. The first one is Coco Kuleski. Perfect. Kote Kulowski. Okay, next. And basket number 2. These baskets are beautiful. Peter Kozlovsky. Peter Kozlov. Okay, we're going to call you. Next. Avella Zimovska. That's right. Anela Dimovska. Right. Awesome.
Okay. I need one of the baskets down there, maybe. Oh, Perfect. These are the bigger ones. You gotta dig around a little bit more. Okay. Oh. great. Evelyn Karaoulis, right? Very nice. Yep. Evelyn Karalouis. Perfect. And then the next one. Mary Todoro. Mary. Whoa. Okay. All right. Next. And then the last one. The last one. Right here. Yep. Okay. One more. Lana Christo. Lana Christo. Awesome. Good luck to everybody. We're going to give everyone a call. Most likely we'll be at Virginia Evans Place, so hopefully we can pick them up. If not, we will get them to you. Good luck to everybody. Thank you for attending. It was a great year. Fantastic. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читете македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и незино професионално стилирање побарете Елизабита на 647-287-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на Македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Ba da 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 da, oh ba da 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 da.